Редна седница на која се донесени одлуки поврзани со цената на нафтените деривати. Дали горивата поскапуваат или поевтинуваат, во живо го прашувам Мартин Арсов. Така, Тино, како што каже ти, владата денеска одржа вонредна седница, донесени се одлуки и за акцизите и за ДДВ-то на горивата. Во однос на акцизите, владата донесе одлука да се продолжи мерката за нивно намалување за 4 денари на дизелот и 2 денари на бензините. Ова важи за бензините и БС 95 и за 98 октанскиот. Оваа мерка е продолжена до 4 мај, а донесена е одлука и за ДДВ-то на горивата, односно онаа повластена стапка од 10% останува само за бензините, додека пак ДДВ-то на дизелот се враќа на редовната стапка од 18%. Во соопштението испратено доцна попладнево од владата, меѓу другото се вели: имајќи ги предвид стабилизацијските ефекти од досегашните мерки и тековните движења на цените, владата донесе одлука за измена на одлуката за примена на повластена даночна стапка на додадена вредност. Согласно оваа измена, повластената стапка од 10% ќе продолжи да се применува за бензините, додека за останатите производи се врши враќање на редовната стапка од 18%, стои меѓу другото во соопштението испратено од владината прес-служба. Важно е да се напомене дека и покрај враќањето на стапката на ДДВ од 18% на дизелот, од владата пресметале дека регулаторната комисија за енергетика во понеделник на својата редовна седница ќе донесе одлука за намалување на цените на сите нафтени деривати во просек за денар и пол. Инаку, Тино, на самиот крај да посетиме дека во сила, барем за сега до крајот на април, останува и оној попуст кој што го добиваат од најголемиот добавувач, најголемиот дел од бензинските пумпи, и тој изнесува 2 денари за бензините и 3 денари за дизелот. Тино? Мартин Арсов во живо за вонредна седница на владата поврзана со цените на